Српскиот премиер Александар Вучич прогласи историска победа на неговата Српска напредна партија на предвремените избори. Премиерот Вучич и покрај убедливата изборна поддршка за неговата проевропска политика, сепак ќе мора да се соочи со ултранационалистичката опозиција, која е во подем и која отфрла интеграцијата на Србија во Европската унија и бара поблиски врски со Русија. Вучич излезе на гласање 2 години пред време, наведувајќи дека сака јасен мандат од 6.700.000 гласачи во Србија за реформи кои ќе помогнат во преговорите за членство во Унијата, што почна во минатиот декември и според очекувањата би требало да завршат до 2019 година. Иако 46 годишниот Вучич, кој порано беше тврдокорен националист, е на власт во период на штедење, делумно и поради условите за заем од Меѓународниот монетарен фонд од 1.2 милиони евра, гласачите повторно му дадаа силна поддршка. Мислам да ово историски резултат. Добити у апсолутном броју више гласова. Мислам дека ова е историски резултат. Да се добие во апсолутен број повеќе гласови или во проценти поголем број гласови од пред 2 години, кога тргнавме во многу тешки реформи, е извореден успех, изјави Вучич наведувајќи: Србија ќе продолжи на европскиот пат и ќе се обидеме да го забрзаме. Вчерашните избори го означија и заживувањето на ултранационалистичката Српска радикална партија на Воислав Шешелј, кој во минатиот месец Хашкиот трибунал го ослободи од сите обвинувања за воени злосторства за време на распадот на Југославија. Радикалите по 4 години отсуство повторно влегоа во парламентот. Тие според аналитичарите би можело да се претворат во своевиден трн за Вучич, барајќи поблиски односи со Русија, а не со Европската унија. Шешел изрази разочарување од резултатот, а проевропската демократска партија, која освои само 6% од гласовите, се пожали на големиот број изборни неправилности во полза на Српската напредна партија. Како и да е, партијата на премиерот Вучич, иако на овие избори нема да го достигне бројот на пратеници, што досега ги имаше во парламентот, односно 158, се очекува да продолжи да владее во коалиција со социјалистите, формирани од Слободан Милошевиќ, а чиј лидер сега е шефот на дипломатијата Ивица Дачич. Од друга страна, социјалистите се противат на приватизацијата на фирмите за губари во земјата, побарана од Брисел, како услов за поблиска интеграција на Србија со Унијата, што доведе до известни тензии во коалицијата со Вучич. Колку точно пратенички места во 250 члени од парламент ќе има Српската напредна партија, ќе зависи од тоа колку други партии ќе го надминат прагот од 5% потребен за да се влезе во собранието.